победивме омразата, конфликтите, поделбите и неправдата. Го победивме немирот. Европа и светот аплаудираат. Вам ви аплаудираат. На сите граѓани на нашата земја. Ова масовна присутност потврдува дека следуваат уште многу позитивни промени. Граѓаните имаат потреба од председател на својата држава. И конечно, по 10 години ќе добиеме председател на државата. Новиот председател ќе биде човек кој сака, може и мора да влече напред. Тоа е нашиот другар и пријател Стево Пендаровски. Не беше лесно, но се обединивме против режимот, решивме и почнавме да градиме едно општество за сите, седнавме со соседите и ги решивме најтешките прашања. Влеговме во сериозни реформи и воспоставивме правна држава. Шанса за сите. Не беше лесно, но нашите заеднички успеси се мелем на нашите рани од мрачното минато. И никој, ама баш никој нема да може, ниту ќе дозволиме да не враќа назад. Продолжуваме заедно напред. Го повикувам од овде, од нашиот главен град, да каже било што. Само нека каже каква беше правдата, имаше ли невиден криминал, каква беше слободата на говорот, имаше ли рекетарство по фирмите, имаше ли терор, закани и притисоци врз граѓаните, се партизираше ли целата држава, се оставали огромни долгови што сега ги плаќаме, се иницирали конфликти за партиски и политички цели, се договараше ли промена на името на државата, имаше ли демократија. Ајде, нека се одважи, нека за атер на образот кој вели дека му бил чист, нека ја каже вистината. Дури и не мора тоа да го прави надолго и на широко. Ако е доблесен, ќе рече: се срамам од 11 годишното владење на мојата партија и на мојот претходник. Па, ако сака, нека додаде: ова е новото ВМРО ДПМН. Ајде, Мицковски, состави барем една проста проширена реченица и кажи ја јасно и гласно. Ајде, гукни да те видам, ајде, зуцни да те чујам. Не смееш, бре, човеку, ти се тресат ногавиците да не му сгрешиш на пастирот, да не му сгрешиш на менторот. Жицата македонска, која многу пати ја имам споменувано, никогаш не била потврста од денес и никогаш порано не произведувала поубави звуци од сега. Си ја сочувавме таа жица наша и изгоре на тоа си го трасиравме патот кон Европската Унија и НАТО. Драги мои, нашиот заеднички сон станува убаво јаве. Децата ќе ни растат во среќна, просперитетна и современа европска земја. Има ли нешто поубаво од тоа? Го слушам Мицковски како вели дека Заев лаже за бетонираниот идентитет. Абре, Мицковски, не само што е бетониран, туку во бетонот има арматура каква што ти не можеш ни да замислиш. Го сочувавме идентитетот и го забетониравме и армиравме. Сега сме горди македонци кои што зборуваат македонски јазик, признаени од целиот свет.